Американски експерт ќе ги обучува штипските офталмолози како да оперираат катаракта по нов современ вид на фако метода. Треба за еден месец да се изведат 250 фако операции, што значи дека ќе има можност за околу 6 доктори да се обучат да направат некаде околу по 40 интервенции секој, што е одлична бројка за добивање на едно сериозно искуство. За каков вид на фако метода станува збор и пошто таа се разликува од стандардната? Помал престој во болница, побрзо заздравување на окото, помал астигматизам од вообичаениот. Иначе само да појаснам, до сега секаде во државното здравство во Македонија се работи со рез 2,8 мм. Ние сега ќе правиме крупер и шикорнапер со 2,2 мм ќе ги направиме првите операции, што практично се доближуваме до светскиот врв на совршенството во фако хирургијата. Обуките за штипските лекари веќе почнаа, а експертот од Америка задоволен од условите, но и од квалитетот на штипските лекари. Прекрасна е соработката, се за многу кратко време се заврши работите. Присуството на американскиот експерт е дел од програмата на Министерството за едукација на македонските специјалисти. Се разговара за доаѓање на професори од Германија. Во случајов веќе штипската болница со добивањето на акцелератор, значи започнуваме и со нови постапки онколошки процедури, диагностичко-терапевски, со кардиолошкиот центар и донесувањето на професорите од кардиоваскуларниот завод од Дедиње. Започнуваме со терапевско-диагностички процедури во кардиологијата и оно што е интересно да се напомене, веќе започнуваме и со првите неурохируршки операции во штипската болница. За неколку месеци во функција треба да биде ставен и новиот акцелератор, а дополнително се очекува Светска банка да го одобри комплетниот проект за изградба на нова клиничка болница во Штип.